Драги гледачи, спортски поздрав од студиото на Ирис телевизија и добродојдовте во фудбалската репортажа од надпреварот Китго Пекчево Бергалница Голак Делчево. Од секогаш комшиските дуели предизвикувале внимание на спортската јавност и важеле за вистинско фудбалско празнично дружење во кој гледачите ги имало од двете страни. Така и беше и на овој надпревар од третото есенско коло, каде што на градскиот стадион во Пекчево се собраа најувачите на Китго, како и на симпатизерите на Бергалница Голак кои дојдоа од Делчево. Распослани на единствената трибина, која со инсталираните столчиња носи удобност и непречено следење на надпреварот, со натрпение очекуваат добра партија и на едните и на другите. Впрочем, и тие на прекрасниот терен имаат идеални услови за игра. Времето е сончево, идеално за игра, а домаќините од Пекчево се потрудија организацијата да биде безпрековна. Рековме, ова е надпревар од третото коло на третата фудбалска лига група Исток и еве ги комплетните двојки. Китго Пекчево Бергалница Голак, Рудар 1947 Кежовица, Овчеполе Зрновка и Слог 1934 Малеш. За денешниот надпревар тренерот на Бергалница Голак Душко Петровски се реши за следниот состав. Со број 1 Панче Антовски, со број 3 Анđело Лесовски, број 4 Благој Чеколарски, број 5 Антонио Цветковски, број 6 Дилан Петровски, број 7 Христијан Борковиќ, број 8 Ѓорѓија Анастасовски, број 9 Игорче Жежовски, број 10 Дарко Пешовски, број 11 Александар Илиев и со број 13 Владко Марковски, кој воедно е и капитен на екипата. На клупата за резервни фудбалери се со број 22 Александар Стојчевски, број 2 Петар Стаменковски, број 14 Тоше Ристовски, број 15 Ангелчо Вучевски, број 16 Ненат Енгевски, број 17 Адријан Бојчовски и со број 18 Даниел Анастасовски. Тренерот на Китго Пекчево Трајче Сенев се реши за следниот состав. Со број 1 Стојан Богдановски, број 4 Иван Колев, број 6 Иле Синев, број 7 Мартин Стојанов, број 9 Андреј Симески, кој е воедно капитен на екипата, број 13 Миле Денковски, број 14 Јорданче Трендафилов, број 15 Владимир Дујовски, број 16 Бобан Тиквешанац, број 17 Дарко Нацев, број 19 Мартин Димовски. На клубата за резервни фудбалери се со број 12 Тамер Јамаковски, број 3 Денис Јанковски, број 8 Мики Жежов, број 10 Маријан Ташков, број 11 Антон Радков, број 20 Владко Стојанов и со број 22 Томи Станоевски. Главен судија на надпреварот е Дарко Стојанов, прв помошник Александар Гиго од двајцата од Штип и втор помошник Сашко Јангеловски од Делчево. Контролор на овој надпревар е Коце Харизанов од Штип, а делегат Ванчо Коловски од Берово. Екипата на Китго е во стандардна бела комбинација, а гостите од Делчево играчите на Бергалница Голак во плава комбинација. Десно.
Сите услови се исполнети, судијата Дарко Стојанов во Штип дава знак за почеток на надпреворот, во кој првиот центар отргнуваат домакините предводени од капитенот Андре Симовски, кој има честа за почетниот удар. Надпревар, рековме, комшиско дерби во кој полмодените гости со предпазлива игра и одбранбена тактика ќе бараа шанса против забревтаните домакини кои во почетните две кола постигнаа дури 13 голови. Почетна иницијатива е на страната на домакините. По десната страна Денковски се реши на пробив, но беше фаулиран од Лесовски. Слободен удар за Нацев, високо нафрлена топка во казнетиот простор на гостите, на која со глава реагира Цветковски. Топката оде кон голманот Антовски, кој е несигурен, ја испушта, но во близина е Коларски и ја исврди топката во поле. Слободен удар на спортивната страна, изведен од тројката Лесовски, кој го бара Илиевски, но ова е прекраток и топката завршува во рацете на голманот на Кидго Богдановски. Тренерот Трајче Сенев го одмара денес искустиот Тамер Јамаковски и му дава шанса на младиот Богдановски да го вкуси првенствениот и надпреварувачки дух. По една загубена топка на Денковски, Брегалница се зганува со контра преку Жежовски, кој по левата страна продолжува кон Пешовски. Овој свртува кон голот на Кидго, но голманот Богдановски е внимателен и побрз од Илиев. Нова акција на Кидго преку Димовски и Тиквешанац по левата страна, во која се бара Симевски, во дуел со Елиев. Топката доаѓа до Цветковски, кој пак ја исфрла во поле. Играчите на Кидго се доминанти по средината на теренот и токму тука гостинските играчи ги прават најголемиот број на прекршоци и фаули за прекин и спречување на опасните контрнапади на домакините. Мартин Димовски нафала кон Мартин Стојанов, чиј дриблинг не успева и одбраната на гостите расчистува. Миле Денковски е секош расположен и опасен по десната страна. Упатува центаршут кон Симевски, кој е во скок, но интервенира голманот Антовски лошо и ја испушта топката. Симевски паѓа, а Борковиќ ја отстранува опасноста од пред неговиот гол. Димовски од левата страна упатува диагонала на десто кон Денковски, овој продолжува кон Стојанов. Следи центаршут по кој Симевски пред Цветковски со глава шутира непрецизно над голот. На спортивната страна аут изведува Жежовски, кој го пронаѓа Илиев. До него е Колек за миг расчистува, но топката доаѓа до Петровски. Следи додавање повторно кон Жежовски, кој пак од косо распали силно во самиот агол на голот на Кидго, но Богдановски е внимателен, интервенира и ја боксува оваа топка во корнер. Нова акција Кидго започна преку Дујовски од својата половина и ја додаде топката кон Мартин Стојанов. Никој на стадионот не очекуваше нешто позначено, но Стојанов неочекувано оддалеку распали по голот на Брегалница. Изненаден беше и голманот Антоси, кој интервенираше лошо, несигурно, слабо и од неговите раце топката се одби и влезе во голот за изненадување, но за водство на Кидго од 1:0, а ја бележиме 24-та минута.
Гол кој влијаеше разочарувачки кај гостите, кои дотогаш успешно се бранеа и преку контри се обидуваа да сторат нешто повеќе. Dobro je, 24. Ajde, pa nagođu već. Ке частиш пиво, ајде, добро. Малку доза на смиреност и овозможи еден кутешки тајм-аут, така би го нарекол, кога нечи си милиник влезе на теренот, а судијата Дарко Стојанов го забележа тоа и го прекина мечот, се до напуштањето на теренот на ова симпатична куќе. По ова непредвидлива пауза се закони по голот на Брегалница и штоперот Синев, кој се обиде да ги испробува своите реализаторски способности, шутирајќи оддалеку, но топката отиде крај голот. Но Фобит Синев имаше и по корнерот што го изведе нацак, но неговиот удар е непрецизен и заврши крај голот. Ново закан од Брегалница има победот на Анастасовски, но беше изблокиран од штоперите Синев и Колев. По ова седува брза контра, во која Симевски беше сопрен во последен миг од Марковски. Нацефите Кюшанац имаат добар напад, по кој топката во висок лак заврши во горниот, но надворешен дел од мрежата на Брегалница. Седуваше недобрата акција во која имаше многу додавања, а ја започети Кюшанац. Потоа акцијата одеше преку Нацев, Трендафилов, Димовски. Повторно Трендафилов, пак Димовски, преку Колев, Мартин Стојанов, кој ја додаде топката кон Мартин Димовски во третиот контакт. Димовски се реши на удар од 30 на метри, пошто се затрше мрежата на немоктиот Антоски, кој само со поглед го проследи патот на топката во мрежата. Гол за водство од 2:0, прекрасен гол би рекли за Китго во 45-та минута, со посебна радост и ритуал на стрелецот Мартин Димовски. Тука некаде беше и крајот на првото полувреме во кој гледачите може да бидат задоволни од играта и шансите во првиот дел во кој сепак видоа и 2 гола. Домашните секако беа задоволни, а гостите очигледно пресечени од голот по грешка на нивниот голман со надеж за подобра игра во вториот дел. Очигледно и публиката на трибината беше задоволна од прикажаната игра во првиот дел, со надеж дека ќе видат уште подобра игра за чинета со повеќе голови во второто полувреме. Тоа го посекуваат домашните навивачи, а секако тоа беше желба и на симпатизерите на Брегалница, кои дојдоа од Делчево.
Еден постигнат гол во мрежата на Кит Го би ја вратил неизвестноста на надпреварот. Во вториот дел има една замена, поради ситна повреда, тренерот Трајчи Сенев не сакаше да ризикува и го повлече од игра Миле Денковски, а на негово место во екипата на Кит Го влезе Владко Стојанов со број 20. Гостите тргнат центар со првиот удар на Жежовски, со што започна второто полувреме. Сече како и во првото полувреме се игра во главно на средината на теренот, со повремени обиди со контрнапади да извлечат некоја поволна шанса. За тоа се укажа можност на играчите на Кит Го, кога беше досуден слободен удар пред самиот 16-тик. Трендафилов ги изненади сите, кои мислеа дека ќе упати топка кон голот, но тој упати паралела по земја кон Нацев, кој пак непречено веднаш упати силен удар кон голот на Брегалница. Голманот Антоски овој пат со парада успеа да одбрани и да исфрли топката во корнер. По корнерот што го изведе Нацев, топката ги прелета сите и отиде во гол аут. Ова е знак дека ќе има уште многу возбудување до крајот на мечот. Малата концентрација на одбранбените играчи на Кит Го ја искористи Илиевски, кој украде една топка и веднаш ја упати кон слободниот Жежовски, но неговиот удар го изблокира Колев, пошто топката стана плен на голманот Богдановски. Нападите на Кит Го се засилува и се почесо се играше на нивната половина. Трендафилов доби идеална топка од Нацев, влезе во каснетиот простор, каде што имаше контакт со Марковски, пошто падна и бараше пенал, но судијата Стојанов беше близу и само одмамна со рацете покажувајќи гол аут и топка за голманот на Брегалница Голак. Владимир Дујовски пресече една акција на гостинските играчи и упати идеална топка кон Симевски, кој влета во казнетиот простор и шутираше веднаш од прва, но голманот Антоски реагираше навремено и со нозе ја исфрли топката, спасувајќи сигурен гол. Остане и ова 100% шанса нереализирана, иако скоро сите на трибината подскокнаа, очекувајќи нов гол. Притисокот се повеќе се зголемуваше, се редеа возбудливи акции на половината на гостите. Тиквашанот започна нова акција од својата лева страна и упати топката кон Димовски. По кој знае кој пат Димовски упати идеален центаршот, а на топката едноставно налета Нацев и ја пласираше во мрежата на немокниот Антоски. Гол за водство на Кит Го 3:0 во 59-та минута. Се осоколија напаѓачите на Кит Го и вистински почеа да го бомбардираат голот на Брегалница Голак. Вистинска бомба оддалечен упати Владко Стојанов, но топката профуче за малку над голот. Извореден потек кој предизвика аплауз и од соиграчите и од гледачите на трибината. Нова акција на Кит Го по десната страна. Топката доаѓа до Трендафилов кој шутира по земја, но голманот ја одби топката на која натрча Симевски, но голманот Антоски овој пат беше сигурен. По голот на Антоски се закани Мартин Стојанов, кој влезе во каснетиот простор, веднаш шутираше, но и овој пат голманот на гостите одбрани. Во следната акција веќе беше 4:0 за Кит Го. Димовски убаво се проби помеѓу гостинските играчи. Несевиче го проигра Симевски, кој беше побрз од штоперот Марковски и шутираше во спротивниот агол. Голманот Антоски имаше мал контакт со топката, колку да го продолжи патот кон неговата мрежа. Ја бележиме 63-та минута за веќе убедливи 4:0 за домакините. Не пана гол, еј.
Се редува нови акции по обете страни на теренот, а агилниот тиквешанац правеше се почести излети по неговата лева страна. Имаше идеална замисла која му успеа да ги ломува гостинските одбранбени играчи и топката ја прифати Трендафило. Прилика, шанса, можност која мириса на сигурен гол и во која можеше да го бира аголот, но Трендафило шутираше високо над голот. Во следната акција Трендафилов е асистент. Додава до Димовски кој шутира на спортивната страна, но крај голот. Димовски е во нова акција со додавање кон Симевски, а капитенот на Кит го шутира над голот на Антовски. Нова акција преку Тиквешанац, кој центрира пред голот на гостите, но дури тројци играчи во бели дресови не се разбраа најдобро и топката отиде кај голманот Антовски. Голема иницијативата на Китго, кој владеа и по средината на теренот и пред голот на Антовски. Димовски е во нова акција, со прекрасен дриблинг се ослободи од противнички играчи по што упати удар кон голот. Антовски ја одби топката, а младиот Становески, како да беше изненаден од овој поклон, и шутираше мощно млако, без проблеми за гостинскиот голман. По многуте промашувања стигне и нова реализација. Нововлезениот Ратков го проигра Трендафило, кој со елегантен дриблинг се ослободи од своите чувари и шутираше од работ на 60-тикот, постигнувајќи гол за веќе 5:0 во 85-та минута. Ова беше 18-ти гол за Китго по резултатот 9:0 против Зрновка и 4:0 со Кешовица, а нема примено ниту еден гол. Доказ за супериорноста на играчите на Китго во овие први 3 есенски кола. До крајот на мечот го издвојуваме одлично изведениот слободен удар на младиот играч на Бергалница Голак Лесовски. Откус од далеко нишанеше во самиот горе нагол на голот на Богдановски, кој се истргна колку е долг и висок, но топката за негова среќа профуче за малку крај голот. Одличен подак на Лесовски, кој извеме аплауз од актерите на теренот и од дивната публика во Пекчево. И тука некаде беше крајот на овој натпревар. Китго Пекчево, Бергалница Голак 5:0. Стрелци на головите Мартин Стојанов, Мартин Димовски, Дарко Нацев, Андреј Симевски и Јорданчо Трендафило. Фери коректен надпревар за кој честитки заслужуваат играчите и на Китго и на Бергалница Голак, со што возможи и судиската тројка на чело со Дарко Стојанов во Штип одлично да се ја завршат работата. Што туку заврши на преварот Китго Пекчево, Бергалница Голак Делчево, до мене тренерот Душко Петровски. Висок пораз од 5:0 ми се чини е премногу, бидејќи дечките од Бергалница прикажа одлична игра, меѓутоа ми се чини неискуството беше во прашање. Ваш коментар за денешниот надпревар? Прво сакам да честитам победата на Китго од Пешчево. Како и вие што кажавте, да, висок резултат е 5:0, али тоа можам да го кажем, пошто кај нас игра млади дечиња од младиот погон на ФК Бергалница од Делчево, така да шо, колку можеме и толку се isпротиставивме. Ипак екипата на Китго е многу по-спремна и јас мислам дека сигурно ќе бидат они прваци во таа лига. Резултатот не мора да значи дека е 5:0 многу високи за нас, за Бергалница. Ние сме задоволни од нашите дечиња, пошто се млади категории што игра у Делчево и натаму ќе спремаме оште помлади дечиња што може да се спротиват на сите екипи за наредните сезони, да може да
бидеме спрема другите екипи поквалитетни. Прво полувреме 2:0, што ќе рече дека одлично одигра дечките, меѓутоа во второто полувреме попуштија и примуште 3 гола. Да, прво полувреме точно дека така како и вие што кажавте, катастрофална грешка на нашиот голман, ипак детето младо дете Панче, самиот си го прима тој гол, не мора да значи дека он е виновен за сето тоа. Вториот гол у 46-та минута го примаме, значи веќе друга е мотивацијата у второ полувреме, домакините имаше повише шанси и од тие шанси ги искориста што може постигнаа 3 гола, можеше и повише. Ипак ние као клуб, као фудбалски клуб Брегалница нема да застанеме тука, ќе продолжиме да такмичиме и натаму со младите категории на ФК Брегалница и ќе бидеме за наредните сезони еден хит од тој клуб. Во секој случај млада симпатична екипа, јас ја посакувам Мусо бидејќи ова дечки тоа го заслужуваат. Да, точно, фала на тие комплименти и нашата публика што дојде од Делчево и тие од Печево што беа екипата на Кит Го. Мене ме радува што секој пат имам и од Делчево и јас лично како ваша телевизија ве поканувам да бидете присутни у Делчево, затоа што ето наредно коло играме со Малиш од Берово, што ќе биде интересно. Ние сите знаеме дека Кит Го и екипата на Кит Го и газдата имаа потенцијал за влез у втората лига. И ние им честитаме и знаеме дека 90% и повише они ќе влегнат у таа лига. Ние за тоа нема да застанеме тука, ќе работиме со младите категории, со младите дечиња и ќе играме и сите тие тука што сме у тој дел што сме Малеш, Брегалница, Делчево, Голак и другите екипи и натаму ќе биде се како што треба да биде. Ви благодарам на позивот и ве поканувам кога сакате и кога имате можност да дојдете до Делчево. Јас ви благодарам, посакувам успешни настапи понатаму. Фала и на вас. Еве ги комплетните резултати од ова трето првенствено коло. Кит Го Пекчево, Брегалница Голак 5:0. Рудар 1947 Кежовица 1:0. Овче Поле Зрновка 7:0 и Слога 1934 Малеш 1:1. Табела Кит Го Пекчево е на првото место со максимален број 9 освоени бодови. Второто и третото место го делат Овчеполе и Рудар 1947 со по 7 бодови. Четврто, пето и шесто место за Кежовица, Малеш и Брегалница Голак со 3 освоени бодови. Седмо место Слога 1934 1 бод и на осмото место Зрновка без освоени бодови. Седмото четврто коло на програмата ќе биде на 1 октомври во кој ќе се сретнат Брегалница Голак Малеш, Зрновка Слога 1934, Кежовица Овчеполе и Кит Го Пекчево Рудар 1947. До следната репортажа во редовниот термин во идниот вторник. Драги гледачи, останете со здравје и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Пријатно!